Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. И денеска 30-минутно шоу, се надевам дека ќе ви биде интересно, затоа што ќе направиме еден едноставен рецепт, но имаме специјален гостин кој што можеби повеќе ќе ве заинтересира. Не сте го виделе во вакво издание, а можеби и дома не го виделе во вакво издание, но денес ќе биде подготвен заедно со мене и заедно со сите вас да ни бидат овие 30 минути на вистина убави и забавни. Откако ве поздравуваме вас, ценетите наши гледачи на Канал 5 телевизија и емисијата Гответе со Дракче, ги поздравуваме нашите пријатели на емисијата. Да видиме дел од производите на стокомак, и можеби некој токму од овие производи ќе ви биде подсетување за да си го имате дома. А за сите оние кои што вам ви се потребни за вашето готвење, ќе си пронајдете во големите маркети на стокомак ширум нашата ни убава Македонија. Да ги поздравиме стокомак и за новата продажна линија, така наречена Македонка, налепници во црвена боја. Верувајте ме дека навистина убави се рафтовите обоени во црвено кога ќе влезете во стокомак и токму таму на тие рафтови ќе ги пронајдете производите од македонско потекло. Купувајќи македонски производи, го стимулирате македонскиот производител, почнувајќи од оној на нивите, потоа производителите во индустријата и затоа навистина е убаво, како што сакам да кажам јас, на нас на здраве на ручекот, а за нив добар берикет во џепот за да произведуваат и понатаму. Поздрав до нашите пријатели од стокомак. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од мини трговскиот центар Мост, кој што се наоѓа на Пластичарската улица до самиот мост, инаку тоа е мал трговски центар во кој што можете да најдете апарати за домакинството и се за домакинството. Навистина производи кои што фаќаат око, но и не само по убавина и по естетски изглед, и по нивниот квалитет или квалитет на производство, затоа што подолго ќе траат. И многу пати јас кога ќе кажам дека ако гаранцијата е 2 години, не купувајте. Земајте нешто што гаранција има повеќе од 5 години, како што се нашите производи во Мост и тоа од преголемата фирма Арзум. Да ги поздравиме пријателите во Мост. Исклучителни производи кои што можете да си ги купите за вашето домаќинство и убави елементи кои што ќе се усклада со вашиот дом, а тоа се навистина убави елементи како што се убави лустери, убави ламби, па мебел додатен еве за убави детски соби, па навистина убави кашмирни перничиња кои што можат да го освежат вашиот дом и многу други артикли, сервизи од порцелан, високо квалитетен. И се рековме за вашето домаќинство. Затоа посетете ги во Мост, не брзајте, имаат собствен паркинг на кој што вие можете, драги мои, да си го паркирате возилото и да си пазарите колку и да сакате време. Времето не ви се брои. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. ПК Беско познати по своите производи, сувомеснати производи со квалитетот ненадмирливи, затоа што навистина се вкусни, кои да ги земете од пакувањата на ПК Беско, нема да погрешите, но сигурно секој си има омилен вкус, па си го бара токму оној кој што си го сакаат како вкус на ПК Беско. Поздрав до нашите пријатели на ова наша емисија Гответе со Дракче и се надевам дека и понатаму нели ќе биде нашата соработка заедничка, па да можеме да ги фалиме и да вкусуваме од убавите специјалитети кои што ги подготвуваат нашите гости заедно со мене. Денеска, драги наши пријатели, имаме еден специјален гостин. Јас навистина се радувам и многу ми е мило, бидејќи има една интересна и специфична професија, многу ретка во нашата ни земја и просто се бројат на број колку луѓе се диригенти, еве да кажам, секако тој е и професор, но повеќе за него, бидејќи автобиографијата му е преголема, има што да се кажува и што да се зборува, ќе биде во текот на нашата емисија и знам дека за ваше задоволство на сите ќе биде интересно затоа што ќе ви подготвиме една домашна македонска леќа со домашно
потекло. Нашиот Саше Татарчевски. Добро ми дојде. Добар ден. Добре ве најдов. Многу ми е мило денеска заедно со тебе да видиме повели од оваа страна. Јас секогаш си стојам до овој пријател шпоретот тука. Како си ти после едно бурно патување, многу настани? Па завчера се вратив од учествувавме со женскиот младенски хор при МКЦ на еден фестивал и надпревар во Бугарија на море, во Балчик, тоа е на романска граница блиску. И имавме навистина убаво представување, малку саморно, меѓутоа на крај освоивме Гран При на фестивалот, највисоката награда. Браво, одлично. И ете така задоволни, весели. Многу убаво. Браво. Ретка професија, реков. Многу ретка професија во Македонија. Па да, ретка е генерално. Нема премногу диригенти ако се споредува со други професии и не е попусто е тоа така, бидејќи е многу сложен процесот за да се произведе еден диригент. Многу специфики бара, треба многу нешта да се склопат во еден човек, настрана од оние стручните, знаења, владења на својата професија, талентот за таа работа, меѓутоа и други многу човечки карактеристики и особини треба да се склопат во една личност за да може да биде успешен диригент. Успешен диригент. Обично кога сме помали деца, сите сме биле нели деца и сме сакале да бидеме диригенти. Да ги земеме од дома иглите за плетење на нашите мајки и баби да бидеме диригенти. Или лажиците. Или лажиците. Јас тука ти подготвив. Знам затоа што на твојата 5 годишна возраст приметиле дека сакаш. Како беше со лажици да се диригира? Не со лажици, јас диригирав таму со ленир. Со ленири беше. И тоа беше во забавиште, кога мојата учителка во забавиште едноставно ми кажа дека таа не се чувствува доволно спремна за тоа и мене ми го даде ленирот за јас да го диригирам хорот на забавиштето на приредба. И тоа беше интересен настан, нели? Па ете како пророк. Мојата учителка. Така, браво. Ќе ја додадеме лекета малку да ни се запече. За побрзо да биде тука, а тебе ќе ти дадам задача морковот, бидејќи нашите женички го средија, но колку и да стои малку има нели потемна боичка, но е чист и здрав, се гледа. Добро, да го исецкаме. Како сакаш? Потенко, на квадратчиња, на кругчиња, тебе како ќе ти е згодно, така ќе ти биде. Тебе како ти е полесно, така ќе ти дадеме задача, а тука ќе оставиме лекјата да почнува да потпукнува. Тато кларинетист, мама пианист. Да, Саше, диригент. Двајцата родители музичари. Така. Да ја поздравам мајка ми. Многу и од мене. Татко ми за жал не е веќе меѓу нас, меѓутоа остави многу зад себе еден куп кларинетисти, беше професор по кларинет. И сите што денес во Македонија се занимаваат со таа работа, имаат бенефит од тоа што тој го работеше во текот на својот професионален живот како професор по кларинет и неговите ученици се на места во филхармонија, во операта, и тие самите професори, па во странство во Америка и така натаму. Така што ете од една музичка фамилија сум јас, некако природно дојде со тоа да се занимавам. Многу е убаво кога, како се вели, спомените се делат и делата се раскажуваат, а вие сте едно популарно семејство. Ви има насекаде. Како беше Битолско-Ресенски регион. И популарни во Европа на повеќе места. Значајни имиња токму од вашата лоза. Семејството Татарчевци потекло од Ресен, секако. Иако баба ми по татко е исто така битолчанка, мајка ми е битолчанка и во Битола од многу млад беше преселен и татко ми, но тој ресенскиот дел секако постои, имам роднини таму, ги поздравувам сите. Да, познато семејство во тој регион посебно, меѓутоа и преку
да речеме преку Христо Татарчев, позната и генерално во Македонија како семејство поврзано и со револуционерната борба. Нешто, како се вели, преку војводите. Да. Добро, еве ни се подпечува леќата, ти ги правиш морковите за да ги поставиме. Да, Па може, овие веќе дека... на 4 ќе може, ова така? повлечи ги за да не ти пречат. Добро. Ете така, можеме. Ете, нека бидат поситнички за да бидат и побрзо сварливи. Во ред. Сега ќе поминеме на она задача која што многу ја сакаш, а тоа е професорската. Како е да се биде професор во едно училиште кое што, како се викаме, одбележие, белек на македонците, кога се работи за музиката? Да, јас сум професор на факултетот за музичка уметност и тоа ми е, како кажам, дел од идентитетот, тоа што сум професор, бидејќи сум ја избрал таа работа. Некако постоеше желба кај мене, едноставно тоа што јас го научив и од моите професори тука, меѓутоа и од еден голем број многу важни и познати диригенти светски на мастер класи, да го пренесам тука да направам ансамбли кои што ќе можат да се носат со било кој друг ансамбл во светот и ете таа желба и порив да речам ме натера да се одлучам за професорскиот повик. Искрено да ти кажам, кога сакав да ми бидеш гостин, мислев дека ќе ми донесеш некој странски рецепт, бидејќи патуваш многу. Не, се подумав искрено. Испадна наш, нели? И некако сега е многу популарно, ете, со нешто со брусници, со ореви, некакви салати да се прават. Да се додава нешто се помодарско. Ше би рекле вие нешто странско. Ова е многу едноставен рецепт. Така. Што го правеле нашите баби, мајки. Добро. Леќа наједноставна, меѓутоа некогаш тоа знае навистина дека да ги задоволи сите сетила на вкус. Покрај сите современи, модерни тие вкусови кои што ги има. Знаеш што ми рекоа колешките кога дозна дека ќе бидеш мој гостин? Барај му битолски рецепт. Од Битола е. Што е битолски рецепт? Има ли специфика во некој битолски рецепт кој што? Па не знам, веројатно шкембе чорба. Шкембе чорба. Добро, нека биде шкембе чорба. Од таму и доаѓа тоа. А знаеш ли да го готвиш? Шкембари. Не. Никако, а? Не, ни да го готвам, ни да го јадам, за жал. Добро, можеме и вака. Може и така. Може и така. Ќе ти додадам да биде пиперката свежа, иако ја немаме во рецептот, најде да разбиеме на боја. Добро, значи пиперката да исецкаме. Малку и лупчето малку. Ите така. Па потоа ќе следуваат фотографии за кои што сакам да се пофалиш повеќе, бидејќи ова ќе го ставиме да се вари и ќе биде доволно. Ете така. Добро. Многу градови, многу посети. Сакав да те запрашам многу за Фиренца. Јас сакам такви градови, а никогаш ја немам посетено, иако, да кажеме, половина од светот прошета, но во Фиренца не сум била. Како се почувствува ти во Фиренца? Ете, неколку пати сум бил во Фиренца, што туристички, што по работа, баш на мастер клас бев во Фиренца. Баш затоа те прашам за Фиренца. И имав можност, доволна? Добро. Имав можност така повеќе пати и добро да го разгледам градот. Не за џабе е познат град, едноставно зрачито е духот на ренесансна Италија. Така. И многу познати градби се наоѓаат таму, многу уметнички дела на некои од најпознатите скулптори, сликари се наоѓаат таму, има што многу да се види. Затоа го одбрав да те прашам. Многу ми е интересно кога ги гледам репортажите, и ми е желба да го посетам. Интересниот дел е тоа што е многу живо. Едноставно и сите овие места кои што ги спомнав се преполни со туристи. Така.
И не само странски, интересно многу италијанци исто така од сите страни на Италија доаѓаат да си ги видат едноставно, си го видат тоа нивно културно наследство. Так. Жив град со многу настани културни, со многу настани од забавен карактер. Има ли публика? Има, доаѓали, се отповикували публиката на... Да. Ето, тоа е тоа многу сакав битно. да кажам дека сите тие настани се полни со публика, едноставно има интерес, жив град. Сега ќе ти направам малку бучава со нашиот бокал, за да ја затоплам водата за во леќата. Може. Ова е по твојот рецепт. Рече не сакаш запрашка и затоа ќе оставиме со зачини да си крчка да се вари, но за сувата пиперка не те прашав целосно ги ставаш вака или ги сецкаш или ги кршиш? И така, меѓутоа најчесто целосно ставам, па после при крајот на варењето се вади и се љупи. Да се излюпи. Но може и така Овие да се нашиве направи. се скршени пиперки од стокомак, но ќе видиме во текот на емисијата како ќе имаме време, дали ќе имаме време да ги како ги видиме да ги со лажиче малку истрламе, да биде во кашата. Да, нели. Овде веќе ова ни е добро. Сега ќе додадеме вода. А јас мислам режијата ни подготвила фотографии кои што ќе сакам ти еве да ги коментираш. Да ги коментираме, добро. Ако има нешто, еве да видиме. Така. Добро е. Малку ќе ја прокрчкаме тука и потоа можеме дури да ја префрлиме во тенџерче. Ајде да погледнеме дел од сликите. Сега ли ги додаваме пиперките? Сега. Да, сега. Сите ли ги додадеме? Сите. Па, може. Погледни, еве убава фотографија. Да, ова е од концерт со Македонската филхармонија, една многу позната пијанистка светска, Јел Еун Сон се вика, од Кореја. Радо соработувам со моите колеги од Македонската филхармонија, секоја година имаме концерти заеднички. И ова навистина беше еден од оние во последно време на кои што ќе се сеќавам вака со пиетета, така да кажем. Така. Ова е од последниот концерт со Македонската филхармонија и уште еден светски виолинист, Марк Бушков од Белгија, со кој што имавме извонредна соработка и изведувавме еден од најпознатите концерти од Моцарт. На мое задоволство извонредно испадна тоа на концерт. Многу свечено и убаво изгледа оваа фотографија. Многу убава. Таква е. Убава. Атмосферата, нели? Так. Ова е исто во зградата на Македонската филхармонија, меѓутоа ова е веќе хорот Драган Шуплевски при факултетот за музичка уметност. Тоа е мешан хор со кој што исто така одиме по фестивали на превари. Ова е симфонискиот оркестар на факултетот за музичка уметност и хорот Драган Шуплевски на прослава на 24 мај, денот на сестојанските просветители Кирил и Методи и патрон празник на нашиот универзитет. Ова е веќе професионалниот хор Про Арс, кој што постои од 2011 година и сме редовни гости на концертите на Македонската филхармонија кои имаат вокална како матичен си го чувствуваш. Тој бидејќи така нели твое формирање, да. Еве успешно работиме веќе скоро 15 години. Ова ни е од еден концерт во градски парк на кој што се изведуваше музика од многу популарни бендови светски. Како што може да видите, сите многу среќни беа. Ова изгледа величествено. Ова е концерт со Македонската филхармонија и Каролина, ако не се лажам. Величествено изгледа со светилките, на ти на надвор, подиум, некаде, многу убаво изгледа. Чувството сигурно преубаво. Па да, навистина чувството е такво. Еве уште една фотографија од Македонската филхармонија. Навистина сме многу среќни што имаме таа зграда. Преубаво. Институција. Ова е оркестарот солисти на ФМУ при Факултетот за музичка уметност Скопје и со нив пред 2 месеци освоивме Гран При во Братислава на меѓународен натпревар на кој што имаше од целиот свет учесници. Ова е исто така истиот ансамбл на сцената на Македонската филхармонија.
прекрасни Навистина убави, студенти кои што веќе будат се спомени уметници. големи. Ова е во студиото на Феймс, тука во Скопје, со ProArs и со оркестарот на Феймс се снима музика за филмови, реклами за познати компании, музички албуми и така натаму. Навистина убаво, интересно. Студио кој што многу работи и едноставно донесе многу награди, напредок во многу нешта во музиката кај нас. Ова е пак женскиот младински хор при МКЦ, во малата сала на Македонската филхармонија. Токму со овој ансамбл сега бевме во Бугарија, така? Да, и тоа е најнаградуван ансамбл кај нас, постои 53 години веќе, без престан. Пофалба ова. Да, апсолутно, тоа е една многу убава приказка и не само што постои работи континуирано, туку е и секогаш успешен. Одлично. Многу. На меѓународна сцена е најнаградуван ансамбл наш. Еве ова е концерт во офицерскиот дом во Битола, кој што го имавме пред неколку месеци со женскиот хор. И се трудиме колку може повеќе да ја представиме нашата култура. Ова е во Грац, во една прекрасна сала таму, на исто така меѓународен фестивал, на кој што имаше хорови од целиот свет. Не знам дали има уште некоја фотографија. Ова е од МКЦ концерт кога правевме музика, џез музика во хорски аранжмани, еден од најдрагите мои концерти, бидејќи јас и по лицето ти се гледа, по лицето ти се гледа колку си среќен на самата сцена. Не сакав да ти го прекинам образложувањето на убавите фотографии. Јас веќе од тавата префрлив во тенџерчето, за да можеме побрзо да го свариме. И сега сакам да прашам, кои се ти си ги додаваш зачини? Па, тоа е по вкус, секако. Ајде, повели мајсторе, сега ќе ти дадам. Сув зачин, буковка, ајде, со малку... Само од ова ќе ставам малку. По твој избор, рековме, рече, не сакаш... Ова е слично на вегета, не? Така, сув зачин од токомак, навистина добар. Сув зачин, еве тоа ќе додадеме. И на крај, малку сол. Пред да се довари, ќе додадеме малку сол. Сакаш на крај ја додаваш сол? Да, на крајот, бидејќи така ме научиле баба ми и мајка ми, дека солта во вакви јадења се додава на крај. Додаваш малку црвена пиперка, буковка на сето тоа? Јас лично не, меѓутоа може нели кој сака и да направи запрашка и сето тоа. Зачините секогаш се по вкус, кој како си сака. Тоа е искрено поедноставно. Рецептот е твој, затоа го правиме вака како што сакаше, нели, бидејќи сакаше ти да биде без многу зачини, да биде токму вака како што ја подготвуваме ова наша леќа во овој момент. Ајде да го видиме рецептот на денот кој што ние го подготвуваме овде, а леќата ќе си крчка, рековме токму вака како што ја подготвивме. Ќе видиме дали до крајот на емисијата ќе ни биде готова или ќе почекаат колегите за да ја пробат. Да, по гаснење на камерите. Ајде да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Леќа. Едно пакување леќа, една главица кромит, 3 до 4 суви пиперки, 2 до 3 чешниња лук, 1 морков, масло по потреба, сол и други зачини по желба. Ете, тоа е она што ние овде во тенџерчето го правиме. По твоја желба. А по желба на гледачите секој нека си додаде она што сам, нели, секој си има свој вкус. Сакам да запрашам, има ли нешто што те прави многу среќен? Која од наградите? Гран при ги има многу. Има ли некоја посебна вака која си размислуваш, си вели, таа ми беше некако посебна, прирасната до душата, до срцето? Или сите награди се убави? Да, вака, јас ќе кажам дека најмногу среќен ме прават децата мои. Добро, семејството, нели добро, тоа е паметно. Ако зборуваме за овој професионалниот дел, да, секоја награда е драга. Можеби тие првите награди беа секако највозбудливи, бидејќи за прв пат,
мене ми се случуваше тоа, како млад диригент со наши ансамбли, да одите некаде каде што никој не ве познава, ве гледаат дека сте млад, па од старт тоа малку делува дека нема искуство, па можеби нема да е вака или онака, но ете, од секогаш успевавме да ги освоиме највисоките награди со сите ансамбли со кои што се напреварувавме и тие првите награди секако ми се најдраги од тој аспект. Меѓутоа, секоја награда секако е валоризација на трудот, особено ако е добиена надвор од луѓе кои што не ве познаваат, со кои што немате никакви контакти. Како велиме не без врски. Тука е се со врска. Така го велат народски или со ургенци за поддршка. Таму си тоа едното е како викаат лжга. Лажно, да. Ова другото е тоа што прави да се оди напред, да се размислува што уште повеќе може да се направи. И ако сите во својата област се потрудиме така да ги правиме работите, успехот си е загарантиран. Загарантиран. Ќе ми опростиш, не го спомнавме твоето приватно семејство. Многу пати одбегнуваат некои од гостите да коментират, но еве кажа дека двете дечиња се три дечиња. Има ли некој што сака да биде диригент? Сака ли таква љубов? Па не знам. И сите тројца, имам голем син и близнаци, машко и женско. Браво, дека се здрави и живи. По 12,5 години сега. Сите се занимаваат со музика, сите свират инструменти. Дали некој ќе покаже афинитет за диригирање, останува да видиме. А што вели мама? Сите се многу музикални. Мама вели да вежбаат и да работат, за со било што да се зафатат. И таа е таа која што е поупорна во тоа да ги насочува повеќе да вежбаат и да работат, да се малку по либертееве, така да кажеме во тоа нешто. Иако мислам дека во право е сопругата. Имаме слобода. Па не ги терам толку многу, повеќе ги оставам на желба. Работиме некогаш заедно. Но има право сопругата. Но во право е, да, нека вежба за да си има свој правец во животот. Да, за такви работи. Погледни колку убаво дојде. Погледни, ева. Одлично, мислам дека само уште малку треба. Да имавме уште само 6 минути до крајот, ова леќа наша е готова. Значи, толку... Сега можеме сол да ставиме. Ајде. И мислам дека ќе биде А зошто на крај солта ја додаваш? Ете и тоа да те запрашам. Некој го става додека се пржи кромидот, некој пред запрашката. А ние пошто без запрашка е ова. Посебно нагласено дека сол се става на крај. Дури и лук дека се става. Јас го ставив предвремено, не те запрашав. Добро. Одлично. Еве таа крчка, а ние, бидејќи како емисија, нашите пријатели на емисијата доделуваат подароци. И редно е да се заблагодариме на твоето присуство, ни направи убав и интересен муабет кој ретко може да се слушне. ПКБ-ско комплет производи. Дома да си направите убав ручек. Ни користиме ПКБ-ско. И нашите пријатели од продавницата МОС или мини трговскиот центар, ваучер со кој што можете внатре ваучерот да си купите нешто што ќе ве подсетува на ова наше другарување во емисијата Гответе со Дракче. Ви благодарам многу, ви благодарам на поканата. Морам да кажам дека беше интересно и чудно што ме поканивте на ваква емисија. Дома им беше уште почудно, пошто не сум некој горем готвач. Знам да направам ама убаво искуство направив. Меѓутоа не е нешто што е карактеристично за мене, но може би после ова повеќе ќе... Задоволството беше мое, се разбира и на нашите гледачи. Колеги, вака да си мириснеме, леле, што убаво си крчка. Па добро, ако сакате запрашка ќе направиме по гасење на камерите, а? Или вака, по вкусот на Сашко. Ајде, ве поздравувам, драги наши, се надевам дека ви бевме интересни и забавни. Ова наша леќа ќе си ја сите поделиме заеднички и ќе си ручаме во текот на нашата пауза. Ве поздравувам и ве сакам.